Јавното сообраќајно предпријатие Скопје денеска преку проектот Европска унија за чист воздух доби 6 нови еколошки автобуси на компримиран природен газ, донација од Европската унија. Амбасадорот на Европската унија во земјава Михаил Рокас во дирекцијата на ЈСП истакна дека донацијата е во рамки на проектот Европска унија за чист воздух, вреден 10 милиони евра, кој што се очекува да придонесе кон намалување на загадувањето, а ги опфаќа најмногу загадените градови во земјата – Скопје, Битола, Куманово и Тетово. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска изрази надеж дека донацијата од Европската унија ќе ги мотивира советниците на град Скопје да гласаат и за набавка на уште 250 еколошки автобуси. Општина Бутел соопшти дека и оваа година буџетот на општината ќе се креира заедно со граѓаните. Имено како што информираа од локалната самоуправа, тимови организирани од општина Бутел ќе го посетат секој дом и ќе прибираат предлози и идеи за новиот буџет, а ќе се организираат и штандови на најфреквентните локации за време на викендите. Исто така, за поголема вклученост, граѓаните ќе имаат можност своите предлози, идеи и решенија да ги достават и преку дополнителните алатки за комуникација, архива на општина Бутел преку мејлот info@opštinabutел.gov.mk и на телефонскиот број 075 274 421. Буџетот за наредната 2025 година ќе биде токму од предлозите од нашите граѓани за потребите на граѓаните. Општина Бутел и во наредната година ќе работи исклучително за потребите и во интерес на граѓаните. Продолжуваме со посилно темпо за стабилна, модерна, европска и просперитетна општина Бутел, порача првиот човек на општината Дарко Гостовски. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска изјави дека не размислува за повторна кандидатура за градоначалник по прашањето на новинарите за незините планови по промоцијата на донацијата од Европската унија на 6 нови еколошки автобуси за град Скопје, како дел од проектот за чист воздух. Арсовска истакна дека атмосферата во која се наоѓа Македонија и Скопје е крајно поларизирана, со политички елити кои според неа не заслужуваат да се работи со луѓе кои се обидуваат да придонесат за подобрување на состојбите. Би сакала да им посакам барем еднаш да покажат пред граѓаните дека можат да ги реализираат своите ветувања, така што на следните избори ќе имаат поддршка, но од она што досега сме го виделе не верувам дека некој ќе помисли дека тоа е можно, изјави Арсовска. За поддршката од владеачката ВМРО ДПМН истакна дека на почетокот од кандидатурата ја имала, но посочи дека за жал оваа партија не успеала да се надмине во своето раководство и дека според неа суетите се преголеми за да се дозволи некому да работи самостојно, без да биде под постојан притисок. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски денеска го посети сензорниот центар во градинката Росица, објект Пампурче, прв од ваков вид во државата кој беше отворен пред неколку месеци. Овој центар веќе активно функционира, овозможувајќи практична работа за студентите од 3-та и 4-та година на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет, под раководство на професор доктор Оливера Рашиќ Цаневска. Студентите секој вторник работат директно со дечињата кои имаат пречки во развојот, со цел да се поттикне нивното понатамошно интегрирање во образовниот процес, сподели Стојковски на социјалните мрежи. Преку оваа програма децата добиваат континуирана поддршка, а резултатите се веќе видливи. Подобрување во состојбата и напредокот кај децата која користат услугата од центарот, велат од општината. Градоначалникот Стојковски изрази задоволство од успешната реализација на овој проект, истакнувајќи ја важноста на ваквите иницијативи за унапредување на образованието и грижата за најмладите. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека паркот во Капиште целосно се обновува со нова урбана опрема, нови садници, ново лето осветлување, нова патека и ново зеленило, кое опфаќа 7800 метри квадратни. Очекуваме проектот за обновување на паркот во Капиштец да го завршиме до крајот на оваа година. Во пресрет на новогодишните празници, жителите на населбата Капиштец добиваат нов парк за рекреација и прошетка. Упатувам апел урбаната опрема да се чува, да не се уништува, заеднички да придонесеме кон почиста и поздрава животна средина, истакна првиот човек на општина Центар. Општина Центар продолжува и во следниот период интензивно да работи за заштита на животната средина и во интерес на центарци, велат од општината.
najbližšie, čo mi raz sú tesní. Večno keď ja sám